Во екот на кампањата, претседателскиот кандидат Стево Пендаровски гостим во студиото на Репортер. Но ни овој пат нема да зборуваме за политиката, туку нешто сосема поинаку. Каков е Стево Пендаровски, кога не е политичар, кога не е претседателски кандидат и не е професор. Моје друштво за денеска во студиото на Репортер. Господине Пендаровски, добар ден. Добре најдов. Ви благодарам што ја прифативте едва е поканата да дојдете во студиото на Репортер. Па едва затоа што ја обично избегнувам тие работи да ги правам, као човек сум таков, не сакам премногу да откривам од таа приватност. Меѓутоа разбирам дека во овој период и тоа треба гледачите да го знаат за мене. Иако не сум по прв пат во оваква ситуација, пред 5 години исто правевме спотови кој е приватно Стево Пендаровски, фамилиарно и така натаму. Да, не ми пречи, малку кажувате во спотови. Па малку и денеска ќе биде така. Ајде ќе видиме. Се шегувам повеле. Так, искрено да бидам се размислував како да го започнам разговорот со вас и некако решив дека можеби е најдобро со она што мене лично како гледач или како читател би ме интересирало, не како новинар. Секогаш кога ќе се појавите на телевизија и во политичките емисии оставате впечаток на прилично строга личност со наочарите кои што ги носите, меѓутоа верувам дека зад контурите, за строгите контури на лицето се крие сосема поинаква личност. Дали сте приватно навистина, дали е тоа вистина или не? Да, јас сум потполно различен во Така? во приватната сфера, во комуникацијата со луѓето, вклучително и со моите студенти. И има луѓе со кои сум во политикава долга низа години, тука негде во близина, кои ме знаат и од приватната страна. И дел од нив имаат, како да кажем, имаат проблем да ги убедат другите луѓе кои не ме знаат од приватната страна, дека јас сум и поинаков. Сите вика не, тој е строг, тој е сериозен, тој сам генерално со гестикулациите со се оддава впечаток на строга личност и дека е со него тешко да се направи неврзан моабет. Така што малкумина ме знаат од тој дел, меѓутоа јас сум во приватниот дел сум исклучиво таков. Само малку луѓе го знаат тоа. Јавноста македонска не го знае тоа. Искрено да бидам, ме убедивте и мене и нас тука кога влеговте, затоа што влеговте прилично спонтано и комотно овде во студиото. Да, јас сакам да разговарам и со луѓето, така и не само во студио генерално. Но сепак морав да ви го поставам ова прашање за да тргнеме нели таа тема. Тоа нема да се тргне затоа што тоа е со години создавана слика и имидж за мене во јавноста. И се кога идам поготово на вакви позиции во политиката, се разбира дека не можам да бидам баш спонтан као кафич, меѓутоа ќе се потрудиме, не е проблем. Пред некој ден прославивте роден ден. Колку години наполнивте? Ја сум еден од оние кои не ги крие годините. Така. Иако се многу ги пишува. Да, ги пишува. Затоа што некој ми вела дека изгледам помлад од годините што ги имам, па со гордост ги кажувам. 56 наполнив. Изгледате помлад. 56. Влегов во 57 и уште 2-3 години здравје Боже ќе ја раситнам како доаѓа седмата деценија во животот. Како го прославивте роден денот? Па мислам дека имате слика една во домот, бидејќи бевме во сред кампања. Така. И немав многу време за некои посебни церемонии во домот со мала една торта, скромна торта и меѓутоа и тоа мораше да биде употребено во кампања бидејќи таков е денот, да кажеме дека тоа се случува и конвенцијата моја на која направивме презентација на мојата програма беше на истиот ден, па и вечерта имаше така малку во салата Борис Трајковски нешто слично така од моите најблиски и оние кои учествуваа на сцена. Ја пеја Happy Birthday во салата? Ја пеја, мислам дека има и на интернет има снимка од тоа. Тоа поприлично ме изненади. Тоа е од едно друго време, од Америка, некои други актери прилично познати и жената која пее и претседателот кој тогаш бил. Така, добивте некој посебен подарок? Не, од семејството не, бидејќи ја им реков овој пат немојте ве молам, бидејќи добив подароци од многу други луѓе кои се во рамки на кампањата. Вчера бев на една трибина, баш ова политичка трибина во рамки на кампањата во Велес и дојде да постара жена пред да се качам на бина и ми дава нешто некој кесе, гледам пијалок ми изгледа, викам нема потреба се, јас сум не вели ова вчера не успеа во Скопје да ви дадам, не знам жената, ми даде не знам шише пијачка некаква. Така што имам такви подароци ми даваат од обични граѓани. Добре, ве не добивте подарок од најблиските, што вие најчесто подарувате? Кој е вашиот избор кога треба да подарите на сопругата или на синот? Јас сум за никаде во таа сфера. Значи јас сум антиталент за таа. Сакам да подарувам, меѓутоа не ме бидува многу во таа. Не можам да направам разноликост во тие. Така што ја најчесто за да не промашам се држам да старото џентлменско правило, ако станува збор за сопругата или за женскиот пол, одбирам цвеќе. И нормално кога му се ќара барам помош од продавачката да ми каже што е соодветно за таа пригода, меѓутоа мислам дека не промашам некои други работи, делови од гардероба, не знам, мењуши, тоа не се разбирам и сигурно би погрешил. Некој пат, као секој лош балкански маж, даваме пари, па на сопругата да купи што сака. Да.
Ви ја пееше цела сала Борис Трековски Happy Birthday, меѓутоа ајде ќе ве вратам назад во детството, па некако да позборуваме на таа тема. Дали се сеќавате како ги славевте родендените во Пајко Мало или Маџир Мало, каде се живеете? Само во Пајко Мало ја живеено кратко, нема Маџир Мало и како помал од славење на родендени паметам славење во училиште, во оделението. Така секој од нас ќе донесеше нешто за да бомбонjera најчесто. Па и тие ни носа некакви пригодни мали поклончиња, тоа го паметам, значи не паметам некакви родендени дома дека сме организирале посебно. И освен бакнеш и од родителите, но ова беше така, правевме некакви мини журки во основното училиште и во средното, каде што учев. Не игравте фото? Да, ама не по повод родендените. Не по повод родендените. Тоа најчесто на екскурзии кога одевме. Во тој период низ Македонија, низ тогашна Југославија, тоа беше омилена игра посебно на машките. Во кое основно училиште завршивте? По тоа време беше во населбата во општината Чаир тогашна, Досите Обрадовиќ беше училиштето. Мислам дека има друго име во меѓувреме се сменија некои работи, не го знам новото име. Меѓутоа во тоа време беше основно училиште Досите Обрадовиќ, а гимназијата ја завршив во истата општина Цветан Димов. Мислам дека истото име го носи и денеска на познатата улица Џон Кенеди. Џон Кенеди. Морам да ве прашам по што го памтите детството? Па тука не можам да бидам оригинален, како и сите други по безгрижност. Значи мислевме дека не постои некој проблем, стануваш саба или немаш стрес, немаш освен некои испити, некакви тестови, писмени задачи за тој ден, меѓутоа некако сега, не знам дали како што старееме, некако ни е животот постресен, веројатно е. Јас плюс во политика, па имам дополнителни стресови од таа страна, меѓутоа навистина мислам дека во тоа време некако лесно, мазно, убаво се живееше. Мислам дека тоа се однесува и за постарите генерации во тоа време, не само за ние што бевме деца на 10-15 години, генерално по малски игри, по дружење со и дружењето беше надвор. Немаше не само мобилни, него па не паметам дека по кафичи сме киснали, не знам, со ноќи и ноќи, излегувањето беше многу порано. Ја паметам дека не затоа што ни бранеа од дома, него не беше возможно, немаше каде после 12 да излезеш и да доеш сабајле. Може кога бев во касните студентски денови мои, 80-тите тоа почна како пракса. Па сабајле ќе идеме на бурек, не знам, после 5 или 6 сат, али најголемиот дел од мојата младост беше 8 сат, до кај 10-11, независно машко, женско, толку. И гледавме да го фатиме последниот автобус до 12, бидејќи после тоа имаше многу поретко на 2-3 сата и тоа беше. Не паметам дека сме оделе со такси. Значи градски, да. Па некако не беше толку, не знам. Како денеска што се собираат, претпоставам 20 тројца и полесно им иде. Во јавното сообраќајно предпријатие беше прилично, имаше автобуси, и тука имаше убава живеачка, и во тие автобуси знаевме. И на школа одевме со автобуси и во град и се враќавме исто така. Добре, ве средношколските денови, да речеме, пошто ги памтите, со кого се дружевте во тоа време? Бевте ли омилен меѓу соучениците во класот? Треба да прашате некој од соучениците. Има, како и секој од нас, 3-4 другари, девојчињата повеќе со девојчињата, машките со машките. И за жал, тие 3-4 многу ретко ги гледам. Ја мислам дека некој од нив, па да не кажам од тоа време не сум ни ги видел. Бевме интензивно се дружевме и пред и после часови. Спремавме заедно писмени задачи и други работи, меѓутоа секој животот не нанесе на различна страна и дел од нив се во странство. Меѓутоа некој од нив се во Скопје. Јас баш паметам пред колку има 2 години, 2,5 години, на тие најблиски мои другари од гимназијата ме пречека по сосема друга работа одел пред Американ коледж кај што предавам со години и не може да го препознам. Ми вика јас сум тој и тој. А многу интензивно се дружевме и јас кај него одев дома и тој кај мене. Меѓутоа така, со годините се менуваме и физички, а и професиите носат на различни страни. Значи во Скопје сме во исти град кој не е голем, не е преголем, не е мегалополис, а не се гледаме за жал. Добро, памтите каде излегувавте, во кои кафичи, во кои дискотеки во тоа време? Во тоа време беше од дискотеки, шемата во тоа време, ние не викавме шема или ин. Во тоа време јас со таа моја генерација излегувавме пред Ванила, ако зборите за собирано место, пред Рекорд поретко се наоѓавме, меѓутоа пред Ванила кисневме, како викавме, стојавме, а од дискотеките беше Мусандра, Огниште и Турист. Така. Тие 3 беа стандард. Имаше Скала во тоа време на средноводно, меѓутоа тоа беше за повозрасните и оние со подлабоки џебови, ние не бевме тоа. Така што ние тука се врткавме. Најголем проблем ни беше да најдеме партнерка, бидејќи парови се влагаше. Така. И може да интересен детаљ во кампањава сега, по разни градови, да не кажам како и што, ми приоѓа на човек, ми вели дали знаеш кој сум ја, немам појма. Тој беше
легендарниот Джамбас, денеска го знаат постарите генерации, кој стоеше на врата во туристи, беше главен. Како знаеш, него влегуваше без женска внатре. Се случило ли да ве врати на врата, да речем? На времето ме враќал, пошто сега може да му се одмазди. Сега не, сега да отидам. Шалам, така. Сега би ме пуштил, само Јоне веќе во пензија не работи, не стои на врата, меѓутоа знам дека легендарниот Джамбас и ми вика дали ме паметиш од тоа време се. Он мене не ме памети од тоа време, него му кажувале дека сум одел во тоа диско. Маса луѓе доаѓаат таму и така. Добро, важевте ли за омилен меѓу девојките? Ви беше ли лесно да се надевам сопругата нема да се налути? Нема да се налути, меѓутоа морам да ви кажам една работа која од искуство ја знам. Ја од кога почнав да излегам, значи прв пат 97 година излегав на телевизија по некоја пресконференција, тогашната државна телевизија. И од искуство ви кажам дека тоа е точно, да не ве лажат другите. Јас станав нагло поубав од кога почнав по телевизија да излегувам. Така што таа популарност си додава, инаку веројатно како и секој друг просечен во тоа време, тип некој те сака, некој не те сака и така што не можам да се пофалам со некаква, не знам, репутација во таа смисла. Меѓутоа од кога почнав по телевизија, меѓутоа веќе тој период кога првпат се појавивте на телевизија и во целата таа криза некако најголемиот парадокс беше што женската популација беше залюбена во Стево Пендаровски кога се појавивте на пресконференцијата. Имавме многу интересни дел од таа дел бев 3-4 месеци во Министерство за внатрешни работи, после отидов во кабинетот на председателот. И беше чудно и на колегите, добив многу писма Таму добив и од луѓе кои мислат дека треба вака или така кризата да се менажира, меѓутоа и од девојки и секретарката во тој период кога ми беше во таа управа кај што бев началник, стално ми велеше овие се женски писма и како знаеш вика намирисани се. А јас веќе бев во брак и мојата сопруга баш не ги гледаше со симпатија тие купишта што буквално купишта и на домашна адреса и на адреса на полицијата. Тоа сериозно било, значи. Добро, да, така што ви кажам, значи само заради популарност. Како се носеше вашата сопруга со Добро се носи, он има верба од мене, знае дека ја не играм дупло тие работи. И јас се зезам стално, кажеме на парола во тој дел, на мој слоган до кој се држам секој пат. Сега многу од мажите не веруваат во таа прича, меѓутоа ја велам кај мене девизата е откога се веќе си решил да бидеш во фамилија со некого, претходно можеш да правиш што сакаш, ама ова е сериозна одлука со кого сакаш да го поминеш остатокот од животот. И велам кај мене вистина важи паролата еден живот, една жена, една љубов. Толку. Ајде малку за таа еден живот, една жена да позборуваме. Мислам дека ќе биде интересно. Како се запознавте? Па преку заеднички пријатели. Така. Преку заеднички пријатели. И денеска се дружиме со тие заеднички пријатели. Па се потсетуваме на тие моменти. Инаку јас сум 9 години постар од мојата сопруга. Ми го земавте прашањето, одлично, ајде. Да, и многу мина ме зафркаваа денеска на таа тема дека ја како постар па сум ја прелажал нешто. Она демек туку-што излезена од школски клуби, да. Така што преку заеднички пријатели во еден од скопски кафичи во градски трговски центар, мислам дека беше горе, не знам дали постои, не постои више журнал се викаше, на втори спрат, гледа према плоштадот. Таму прв пат се видовме и нормално, како викаат се тие. У љубовни романи вика хемија имаше од почетокот, имавме теми заеднички. Така. И после не знам, не се случи таа работа веднаш, ја мислам 2-3 месеци минимум излегувавме, додека не решивме дека сакаме да бидеме заедно. И имавме една прилично долга врска со оглед на тоа дека ја бев у поодминати години. Па некако притискавте веројатно побрзо да се земете или постарите така? притискаат кога имаш работа, се ако е тоа девојчето што се чекаш. Меѓутоа не гледам никаква причина да се форсира во таа смисла, не дека не бев сигурен меѓутоа. Не мора после 2 излегувања да ја потпишеш таа работа. И 3 години бевме заедно пред да влеземе во брак. А ја бев, значи јас влегов во брак на мој 36 години. Так. И постојано им велам на помладиве, прво рецепт за таа работа нема, се е индивидуално. Значи апсолутно е. Можеби кај мене нешто функционира идеално, кај вас да не функционира. Так. Секој треба самиот да се одлучи. И со тоа ги одбивам оние познати совети на скопски фраери или не знам колку искусни луѓе кои викаат, да ти кажам, кога бираш жена вака се бира, кога правиш во живот и кога бираш работа и кога бираш жена, тоа е тотално внатрешен процес во кој си ти и никој друг освен. Може од страна да ти кажуваат ова не е за тебе, тој не е за тебе, тоа ќе го ставиш на страна. Значи, само ти ако решиш дека тоа е окей, дека тебе ти е окей, и ќе биде окей решението. Дека е една жена, една љубов, ќе ви поверувам од причина што на вашите жени дозволивте да си го задржи незиното презиме, да не го земе вашето. Како се носевте со тоа и како реагираше? Не, јас се согласив веднаш, меѓутоа имаше луѓе многу околу кои велеа, па дури од незиното семејство, редот овде е така и така. Има една интересна ситуација со мојата сопруга работи е професор на стоматолошки факултет и нели докторија има надпис тука се со презимето.
И нејзе на почетокот на тие работни, како се вика, работен мантел, како се вика, и пишува Елизавета Пендаровска. И она постојано се буни, ја не сум Пендаровска, вели, јас сум Георгиевска. Така. Па и колегите по инерција, оние што помалце ја знаат, а ме знаат мене, доктор Пендаровска ја вика, дири имате пациент кој чека за вас, доктор Пендаровска. И денеска вели ме нервира, зашто која е целта да го задржувам презимето. Така што мислам дека е тоа нормална работа. Мислам дека е стварно нормална работа. И знам дека многумина во оваа балканска средина не мислат така. Ја мислам дека они греше, дека јас сум во право. Така ќе го посоветувате и вашиот син доколку реши да да се апсолутно. Да се не му се мешам во таа работа, он е мал, има 17 години, втора година е гимназија. Меѓутоа во тој дел јас сум претпоставам еден од поретките родители кои тоа го прави, гледам и мојата сопруга ме поддржува во тој пристап. Јас мислам дека децата треба да видат што поразлични од своите родители. Така. Значи да му дадеш некакви насоки, навики за работа, за учење, за пробивање во таа материја, во таа област кај што решил да биде, меѓутоа не понатаму од тоа. Да му кажам, не можам да замислам утре да му речам ти ќе бидеш, не знам, правник или доктор или не знам, инженер. Тоа е апсолутно негово. Добро, вие сте професор, ПВ политичар, кандидат за председател, вашата сопруга е докторка. Вашиот син по чиј пат појде, која професија избра или нешто не, уште он е во гимназија, така наречена општа гимназија, билингвална гимназија. Но зашто покажува афинитети веројатно? Покажува афинитети за тоа зашто покажуваат афинитети сите млади во оваа држава и во светот, само гледа во тоа мобилниот и во компјутерот, да. Така што за сега ништо посебно. Оди на надпревари по математика, има убави резултати, меѓутоа не можам да знам дали баш за тоа ќе се реши. Ова што е добро, и на што ја инсистирам, не е премногу даден во политиката. Од време на време само ќе праша. И морав сега последната конвенција морав да го замолам да дојде, пошто ми рекоа дека е добро да се представиме и како семејство. И рече добро, ако морам ќе дојдам, инаку. Добро, тоа е супер. И добро, не ми правеше, не ми даваше отпор, кога му реков дека на крај ќе треба и да излеземе на бина заедно кога ќе заврши целиот настан, инаку во принцип не ги сака тие работи, тоа е сосема друга генерација. Не знам, не ги следи телевизиските емисии со политичка содржина, можеби затоа што е помлад. Но ја мислам дека нема да има тој вирус, таа зараза со политиката на татко му. Можеби ќе биде докторете на мајка. Можеби, не знам да ви кажам. Што наследивте вие од вашите родители? Тоа е генерацијата која ние викавме растени сме во социјализмот. И моите родители 20 беа учители. И мојата мајка беше оделенски наставник. Тие за жал не се живи, така? Не се починати се. Мајка ми почина на почетокот на кампањата претходна. Значи 2-3 дена пред да почне официјално кампањата, имаше болест, полог период и бе прилично фокусиран на тоа и ми беше многу тешко да влезам во таа кампања. Барем првите неколку дена, бидејќи тоа беше голем удар за мене, како и за секого, а татко ми е починат пред 22-23 години. Меѓутоа тие не научија на тоа беше време во кое не научија на некои основни семејни вредности. Дека постариот мора да се почитува. Так. Дека солидарноста беше многу важна во тој период. Да се помага и на сосед, и на соученик, на сокласник. За жал, ние денеска, оваа генерација генерално родители нема време веројатно да ги учи толку своите деца, и за жал во транзицијата мислам дека тој сет на вредности што беше тогаш го запоставивме или го оставивме во некој подрум, во некоја архива, а на нови вредности не ги научивме новите генерации и нив ги учи или улицата или интернетот, а тоа е толку широко поле и за манипулации што најчесто за жал за многу од нив завршува во девијантни појави. Мене ми е драго, ја мислам дека основата, фундаментот на мојата личност се и на многу од мојата генерација се изгради токму тогаш во училиштето и особено од родителите кои беа па исто учени на тој тип на морал во кој треба луѓето да ги гледаш како еднакви на себе. Нашите родители секој од некаде беше дојден во големите градови. Так. И не учеа дека треба да го почитуваме тоа што го имаме. Денеска младава генерација, секој ден бара се повеќе и како се вели, гази преку трупови за да дојде до кариера или не знам ова. Со социјалните мрежи е лудило што се случува. Сите мислат дека тоа инстантен успех се прави за минута, две. Значи, мислам дека најважната работа која таа генерација, луѓе генерално, не само моите родители ни ја дадоа, во наследство е темелноста. Можеш да си систематичен во една работа за да бидеш добар утре, задутре. Не можеш така преку ноќ со една слика на Инстаграм да станеш, можеш ќе станеш популарен. Една слика на Инстаграм многу менува, мислам дека за разлика. Може менува, меѓутоа, јас зборам за феноменот Кардашијан, на пример, кој ја мислам дека ти ќе бидеш популарен, ама нема да бидеш почитуван од многу луѓе. Може ќе имаш многу пари, а ја мислам дека сум таа стара гарда која полека изумирам на овие простори, ја мислам дека е побитно да те почитуваат отколку да имаш не знам колку милиони долари.
Така. Еве за уште една неубава работа, само ќе ве прашам, кога веќе спомнавте дека на почетокот на кампањата починала вашата мајка, ќе ве вратам во времето кога се запознавте со вашата сопруга, кратко пред да почине низината сестра. Како успеавте вие да се носите тогаш заедно со вашата сопруга во тој тежок период за неја? Да, тоа беше и ден денеска е голема травма, Така. особено за неја, затоа што имаше една сестра која почина практично загинала со вракајка на 20 години. 5 години, мојата сопруга е 5 години постара, и имаше посебен однос кон неја и токму тогаш се случува практично, беше полог временски период после тоа несреќа во болница. И јас мислам дека тоа никогаш не може да се надмине до крај, да не се лажеме. Постои една фраза, времето лечи се, времето не лечи се. Времето лечи нешто и тоа нешто се постигнува со помош на нешто ти се најблиски. Ја мислам дека сам, особено такви тешки животни искушенија, не може да поминеш комплетно сам со себе. Веројатно главната битка ја биеш сам со себе внатре, меѓутоа не е лошо да имаш поддршки од најблиските. И тоа пак ќе остане некоја лузна, некоја дамка. Така. Поминати се колку? 22-23 години, 22 години точно од тој настан. И таа најмногу и ние живееме со тој настан, како и со сите други лоши и убави работи што се случуваат во животот. Ајде тогаш да поминеме на уште некоја поведра тема пред да го привршиме разговорот. Каква музика слушате? Сега неколку блиц прашања. Да, не пречи. Јас слушам музика кога имам време да слушам музика. Слушам музика од моето време. А тоа е? Некако сум навикнат. Бивша јуш, тоа е нарекуваме општо вака. И групите од тоа време, ако сакате, може да ги спомнам кои ги слушавме се. Значи многу ретко, за жал многу ретко имам. Не време, него имам навика да слушам некако музика. И во тоа време беше неприкосновени во бивша Југославија беа Биело дугме. Ги слушав Азра, Парни Ваљак. Имаше тој нов Бранговеле во 80-тите години, Електрични оргазам, Шарло Акробата, Идоли, исто така, белградската сцена. Ми беа драги, нормално, неприкосновени за мене и тогаш и ден денеска, Леби Сол. Одите ли на концерти, еве, да речеме? Многу, не знам, последен пат, мислам дека бев на концертот на Владко Стефановски кој одбележуваше 40 години музичка кариера, ако не се лажам, меѓутоа за жал не. Не е толку. А инаку од странската музика у тоа време, со секој си има своји преференции нормално, и од тоа време, ама тоа време е многу широк поим. Ја и ден денеска кога зборам со моите студенти, особено на таа тема, и ги прашам бидејќи не сум во тек што тие слушаат, и им кажам кој бил главен во мое време и само ќе речат дали е вистина, например, не знам, Майкл Джексон или не знам, Мадона подосна, нали се главни кралица, ја викам само еден крал имал музиката, тоа е Елвис Присли, бил и останал. И се чудат ли студентите на тоа? Прифаќаат ли тоа Елвис Присли или имаат делот нив не далечно им е тоа време. Ја ги терам сега на YouTube да ги погледаат тие видеа и им кажам, значи во однос на песни, во однос на сценски настан, тоа време, во однос на изглед, во однос на глас, тоа ден денеска е за мене ненадминато. Со оглед на тоа што цело постојано сме со телефоните во рака, имате ли време да прочитате некоја книга? Ама не зборувам оние на факултет, туку некоја така. Надвор од тоа за жал многу ретко. И сакам да кажам да читам книги, меѓутоа тие се стручни книги. Овие другите не, и морам да кажам во тој дел кај јас сум пал, таа стара генерација, не сум учен да ги читам во дигитален формат. Сакам да испринтам или да добијам нека хард копи што викаат и така да ја прочитам книгата. Било која и стручна книга сакам да ја читам така, да имам во рака. Што е за вас еден идеален викенд? Викенд, да. Тоа е една работа која многу малку луѓе знаат, ја никогаш не сум ја кажал. Сега да ви дам една ексклузива. Ја кога год имам слободно време, јас се трудам да се изолирам од луѓето и да бидам сам. Најдобро ги полнам батериите кога сум сам. Тоа не значи дека и од фамилијата дека се тргам на страна, меѓутоа иако сум дома, јас сакам да сум во некоја посебна соба и да бидам или читам или нешто сурфам на интернет, меѓутоа затоа што мојата работа и професорската, и не само политичката, е врзана со многу луѓе. И мене тие масовки ме замараат, ми ја црпат енергијата. Кога одиш некаде можеш да се даеш комплетно, не можеш да половично. Сега, еве на пример денес имам, не знам, 5 посебни митинзи, мини митинзи, средби со трибини со граѓани, и не можам да речам како сте, што правите, и сега нека ми каже некој од вас, и јас седам, гледам, уживам. Морам и ја да го водам тоа. Конвенцијата, тоа се случи исто по прв пат во поновата македонска историја. Никогаш еден политички настан не го води еден човек од почеток, нема водител. Ја водам, ја затварам. Така што и тоа прилично исцрпува и ова ми е неопходно бегање, што се вели од луѓе. Кој ќе дое викенд, обично пријателите што ги имаме, се мени велат тај да се видиме сега, не си со обврски, одиме не знам каде на ручек негде, ја и тоа гледам ако може да го избегнам, бидејќи стварно ми е преку глава од гужви, од врева, од таа динамика и гледам да отидам во некоја
некој затишје, некој залив кај што е помирно. Ајде сега спомнавте ручек, одите, што би избрале подобро, некој луксузен ресторан да речеме или да направите некоја скара во природа, ако имате. Не скара во природа. Добро. Може скара во кафана, да. Скара Не е тајна тоа, не е Така. реклама. Идам во овие ресторани кои се во центарот на Скопје, Пелистер, порано во Галија често пати одев, дека работеше и како помлад сум одел тамо. Пелистер Латераца, одам во, не знам, во Фиш, одам. Има една многу убава кафана, не знам, помладите колку ја знаат, таа е еден чувени скопски кафанџија Амзо, Васе Амзо, према Сарај. На времето, ти си млада, предпоставам, не знаеш, К15 своите скечеви стари ги снимаа кај него, па он искаче дури некои спотови, така еден интересен кафанџија, еден тип, и кој има прекрасни јадења. А иначе кога треба се видам со некого, дали приватно, дали не знам, по службено, најчесто одам Irish Pub, одам Амика горам. ГТЦ гледам кај што има паркинг во близина да се паркирам, што тоа е за жал проблем во Скопје. Значи тешко дека ќе ве начекаме некаде со апарат да ве сликаме на скара во природа. Во скара во природа не, али во овие кафичи што може таму да знаеме кај да ве. Обично тука ГТЦ. Кај да ве бараме така и ве само уште едно прашање сосема за крај, колку внимавате на изгледот, колку сакате да купувате брендови, каква гардероба обично носите ве кога не сте, да речеме, на политички настани или кога не сте на факултет, дали се облекувате во спортска облека? Не одам во брендови ни на политички настан, ни дека одбивам дека никош не сум Така, носел да. брендови, меѓутоа купувам, сад да не испадне патриотски од домашни, еве да ви кажам најчесто, кошулите ми се во 99% случаи ми се од Ноел, нашата фирма. И тоа ги купам тука баш во ГТЦ, тука ми задоволен сум, окей, Так. пристапни се цените, квалитетот е одличен. Мене ми пасуваат, ме фаќаат, ми стојат убаво што се вели. И не, генерално, не, никош не. Гледам да сум спастрен, што викаме ние, по-скопски, меѓутоа не гледам да биде тоа бренд. Мене не видат луѓето кои стават на себе само брендови. Мене ме интересира впечатокот во целина, Так. дали е окей, тоа не мора да биде бренд. Ако нешто ти стои, ти стои. Како ја одржувате фигурата? Вежбате јога или нешто друго? Не вежбам јога. За За жал, жал. кога сум во Така. кампања немам време, за жал, и кога имам некои интензивни активности, не само политички генерално и Така. во животот, меѓутоа со години работам со некакви текчиња по дома и така, фитнес и орбитрек у последно време. Можеби, не знам, од основно, од средно се обидам, тоа се аматерски тренинзи, не можам, кој мојот колега Шапорич не ги правам тие професионални тренинзи во теретана, мојот колега од Американ коледж. Така. И 10-15 минути дневно ако успеам да украдам на крајот на денот, меѓутоа го сакам тоа. И тој спорт денеска билдингот го следам кога готимам време на интернет да видам кој е најразвиениот човек на планетата. Јас ви благодарам на убавиот разговор. Сепак не бевте толку скржави во муабетот. Убаво ни кажавте. Ви Благодарам. посакувам успешна кампања и фер председателски избори. Благодарам. Благодарам уште еднаш што дојдовте.